Добар ден и од мене. Јас сум Билјана Јордановска. Денеска ќе модерирам втората панел дискусија од вториот ден на меѓународната конференција одбрана на демократијата, боиште на вистината. Панел дискусија на која што со моите денешни гости панелисти ќе разговараме за интегритетот на изборните процеси и демократската отпорност, односно за предизвиците и за можните решенија. Најпрв ви благодарам што бевте трпеливи со нас и се надевам дека имавте можност да ја проследите во најголем дел и претходната панел дискусија и се надевам дека овој пат ќе се фокусираме малку повеќе на она што не е примарно темата, а тоа се изборните процеси, затоа што веќе сме во процес на избори, на локални избори и тече изборната кампања. Интегритетот на изборните процеси и демократската отпорност се теми кои што всушност се и суштински за секое општество кое што се декларира како демократско општество и во кое што се смета дека имаме владење на правото. Меѓутоа, од изборен циклус во изборен циклус, од оsamостојувањето, можам слободно да речам па наваму, сведоци сме на постојани предизвици и нерегуларности поврзани со изборните процеси, од технолошки, од системски аспект и ред други нерегуларности, меѓутоа во последниот период влијание на дезинформации и манипулации во јавниот простор, злоупотреба на државните ресурси, периоди кога сме имале зголемо неотворено подкупување на подкуп на гласачи, па се од оние технолошки ризици кои што се поврзани со дигитализацијата на изборните процеси и сите овие фактори ја ставаат на тести демократската отпорност и односно способноста да се одбраниме понатаму и од надворешни и од натрешни влијанија. И токму тоа е темата на која што ќе разговараме денеска со Бесим Небију, политички аналитичар, со професорот Александар Спасов и со Џабир Дерала, председател на Цивил Центар за слобода. Јас се надевам дека не само што ќе ги идентификуваме проблемите, туку ќе можеме на крај да понудиме и да зборуваме за решенија, односно за реформи, за добри практики, за јакнување на институцијата, улогата на медиумите и на граѓанскиот сектор, односно граѓанското општество во таа насока. Меѓутоа, она што е примарно и едно од клучните прашања, и така ќе отворам оваа панел дискусија, тоа што се подразбира под интегритет на изборните процеси и дали ние сме во состојба да го заштитиме тој интегритет или можеме да кажеме легитимно дека го поседуваме. Бесим, повели, ќе започнам со тебе. Благодарам за поканата да бидам дел од овој панел и од овој интересен настан. Следев и претходниот панел, мислам дека беше доста содржаен и информативен со добри говорници и добри тези. Би започнал со една поговорка, мислам дека е унгарска, која вели дека ако проблемот може да се реши со пари, тогаш тоа не е проблем, туку е трошок. На тој начин, мислам дека нашите политички чинители приоѓаат на изборите. Дека онаму каде што можат да решат со пари, решаваат со пари. Онаму каде што не можат да решат со пари, прифаќаат дека ќе ги изгубат изборите. Се работи за процес во кој што мислам дека опозиција може да победи. Тоа е доволно. Ако имаме некој литмус тест на изборна демократија, мислам дека ние го поминуваме тоа, бидејќи ако партија која што не е на власт може да победи на избори, тогаш најнискиот праг на изборната демократија ние го поминуваме, нели? Опозиционен политичар може да победи ако е подобар, посебно на локални избори, бидејќи помал е бројот на гласовите, може да собере поголем број од гласови од тој што е на власт. Може да направи тоа и на национални избори, како што видовме минатата година. Посебно кога СДСМ е на власт, опозицијата може релативно лесно да победи, ако има повеќе гласови, па да направи нова влада. Тој процес на транзиција на власта да биде релативно
европски, да кажеме, неосетлив, без некои поголеми турбуленции. Видовме 2017 дека кога е обратниот случај, малку потешко. Тоа оди посебно во смисол на транзиција на власт. Значи, во поглед на тој почетен праг на изборна демократија, изборната демократија кај нас веќе нели е 35 годишна, како 35 годишник, не е малолетен, е релативно на зрела возраст. И тоа се има случајно 5-6 пати. Второто прашање е дали некој кој што не е поврзан со политичките партии, би рекол 4 политички партии, 2 од македонскиот гласачки блок, бидејќи така функционира, нели имаме и поделени општества и поделено гласање, дали некој што не е дел од овие 4 политички партии може да создаде ситуација во која што без да биде поврзан со било која од тие 4 политички партии, како што е случај, например, не знам, во Словачка, во Словенија, во Косово, може да победи на избори, локални, регионални, парламентарни, одговорот на тоа е не. Односно, барем јас не знам за таков случај, за некој стартап политичар или за движење кое што произлегува или од група на интерес, или од некаква заедничка потреба да настапи на избори, да не биде поврзана ниту со центрите на моќ, Сашо кажа, нели, монополската економија, да нема директен линк со или поддршка, или амин, или пак активно да ги напаѓа, и потоа да излезе на изборниот процес и да собере повеќе гласови, критикувајќи ги и монополската држава и некој од 4 партии. Тоа едноставно се нема случајно. Зборам на ниво на факти, не на мислење, бидејќи нели прво треба да ги изложиме фактите, па потоа фактите можат да не доведат до мислење. Тој линк, односно тој процес кај нас никогаш не функционирал, а и сега не функционира. Зошто не функционира? Бидејќи очигледно мислам дека НЗС на партиите е тој процес да не функционира. Следете ги гласањата во парламентот. Значи сите гласања во кое што се говори за отварање на политичкиот систем, за нови играчи, партиите настапуваат горе-доле сплотено. Значи целата легислатива околу изборниот систем, иако кај нас наведум нема цензус, нели 0% е цензусот, сепак да излезете со политичка партија во една изборна зона од 6 изборни единици или пак на локални избори, мада на локалните избори е полесно, и да направите од стартап до пратеник да дојдете, се случило еднаш или 2 пати, тоа обично од партии кои што се имаат издвоено од некоја друга политичка партија. Значи, ние немаме автентичен стартап политички, во смисол каков што, не знам, во Косово Албин Курти автентичен политички стартап, не бил дел на ниедна партија, не бил поврзан со ниеден претходен центар на моќ, добил на првите избори во кои настапил 5%, 12 пратеници и така натаму и така натаму. Истото го имате и во Словенија. Во Словенија на власт политичар кој што немал ни партија пред 7 години, да кажеме. Што значи тоа? Дека изборната демократија сама по себе не предизвикува партиципативна демократија. Ние немаме партиципативна демократија и морам да забележам дека никогаш не сме ја ни имале. Затоа е тешко да оценуваме дали се изборите фер и демократски. Може би ако е прашањето дали се одвиваат според правилата на играта, веројатно некои се подобри од другите, меѓутоа во некои циклуси од 10 години имаме избори кои што се одвиваат во рамките на правилата на играта. Дали се тие фер? Секако дека не се фер. Бидејќи не се пристапот кон ресурсите, пристапот кон парите, пристапот кон јавноста, пристапот кон гласачите не е ист за сите. Во таа
насока мислам дека има, за да биде тоа така, има соработка меѓу учесниците во политичкиот процес, и таа се гледа од авион, се гледа од хеликоптер. Одредени гласови, одредени гласања во парламентот, кога ќе се отворат изборните прашања, се скоро консензуални. Има два вида на прашања во кои што пратениците секогаш се согласуваат еден со друг. Тие се прашања поврзани со нивниот статус, не статусот на партиите. И втората тема е кога се однесува со изборното законодавство. На ова би се надоврзал и на втората димензија, е дека партиите внатре во себе се недемократски. Гледав некоја статистика пред да дојдам денес, значи, јас голем дел од времето поминувам во Словачка, бидејќи таму работам. Партијата која што победува во Словачка некои 5-6 пати во последните 20 години, Смер има 13.000 членови. Словачка има 5,5 милиони граѓани. Една друга партија која што беше на власт претходно има 200 и нешто регистрирани членови. Меѓутоа тие се вистински членови. Значи партијата на Игор Матовиќ има 250 регистрирани членови, тоа се луѓе кои што ја направиле партијата, се собрале, се дел од одредени сегменти на тоа општество, нашле заеднички интерес, идеолошки, практичен, трансактивен, било каков, и си направиле партија која што била некаков стартап, која што растела по тие избори, која што дошла на власт. Кај нас имаме партии, слушнавме 100.000 гласови, од кои што не се тие на вистина и некои 50, некаде 70, кај што се бројат, тие не се на вистина членови на тие политички партии. Тие се вработени во политички партии или клиентела на политички партии. Зошто ќе ви се во општество кај што има 1.200.000 луѓе, што ќе ви се 100.000 членови? Што ќе правите со 100.000 членови? Ќе ги консултирате, ќе ви создаваат политики, ќе ви даваат насоки политички. Значи, тие не им користат на партиите за да прават партиска база, туку да прават партиска клиентела. Како резултат на тоа имаме ситуација во која што партија од 50-70 илјади или 100 илјади, а изборот на кандидати и на пратеничките листи и на градоначалничките листи ги носи лидерот на партијата. Што се случува тогаш? Тогаш се случува кандидатот да не покажува лојалност ниту кон партијата, ниту кон гласачите, туку кон тој што го ставил да биде лидер, да биде кандидат. Значи, не функционира партијата ни како партија, туку функционира како некој вид на делегација на лидерот, на волјата на лидерот и на одлуката на лидерот. Овие се некои, да кажам, почетни тези, би сакал да се придржувам до 5 до 7 минути. Дајте си време, мислам дека можеме да си го дозволиме. Така што ако сакаш уште нешто, затоа што сакам да се надоврзам на ова што го зборувате, ако заклучиме дека ако зборуваме за интегритет на изборниот процес, дека тоа не се прави и не се стекнува преку ноќ, тоа е процес кој трае и кој опфаќа повеќе карактеристики, нели транспарентно финансирање, пристап до медиуми, пристап до институции кои што действуваат независно, професионално, граѓани што можат слободно да се изразат својата волја, и ако тргнеме од таа теза, не можеме да зборуваме, слушајќи вас, за интегритет на изборниот процес. Од едната страна и од другата страна е фактот што го наведовте и сами, дека ние не можеме да размислуваме во таа насока, се додека имаме изборни процеси во кои што секогаш кога се менува нешто или се реформира, секогаш се гледа најпрво во интерес на политичките партии, значи на оние кои што треба да бидат избрани, а не на оние кои што треба да избираат, односно кои што ја имаат вистинската или реалната моќ во изборните процеси. Во таа насока, ако ми дозволите, ќе продолжам со професорот Спасов. Ако ги имаме сите овие факти за кои што зборуваше и Писим, меѓутоа и оние факти и цели кои што сакаме да ги постигнеме, нели, кога зборуваме за интегритет на изборните процеси, како тогаш можеме да зборуваме и дали воопшто можеме да зборуваме за довербата во изборите, во изборните процеси? Благодарам. Ќе бидам колку што е можно краток, само ќе ги наведам
битните прашања за потоа да можеме да дискутираме. Значи, постојат стандарди за тоа што е интегритет на изборниот процес, не треба ние да измислуваме нови стандарди, туку да гледаме ако можеме да ги примениме тие стандарди, и тоа подразбира прво законитост на изборниот процес, законитост во смисла на правна сигурност во изборниот процес, второ фери демократски избори. Фери избори значи ова што Бесим го кажа, да може некој што е опозиција да има реални шанси да дојде, не нужно да дојде на власт, ама да има менливост на власта, значи да немаме изборна автократија, какво што има во Европа, во повеќе држави денеска и во рамки на Европската унија и надвор од Европската унија. Конечно, потоа да бидат демократски изборите, тоа значи демократски изборите е партиципативноста на граѓаните во изборниот процес, и граѓаните можат слободно да ја искажат својата волја без притисок или без притисок кој што навистина реално ја загрозува го загрозува целиот изборен процес. Притисоци секогаш постојат, меѓутоа има притисоци кои што, ајде да кажеме, до некаде се прифатливи, и притисоци кои што навистина прават изборите да бидат недемократски. И конечно граѓаните треба да веруваат во целиот изборен процес, и тоа се гледа на истражување на јавно мислење, дали граѓаните имаат доверба во целокупниот процес, не само во резултатот на изборите, туку во целокупниот процес или немаат. Од ова што го наведав, јас би се осврнал само на неколку прашања кои што се битни, кои ги видовме сега на овие локални избори. Мислам дека не се разви поширока дебата во однос на интегритетот на изборниот процес поради две причини. Прво, затоа што се случуваа хаотични ситуации непосредно пред да започнат изборите, и тука мислам на ситуацијата околу изборниот законник. И втора работа, затоа што имаме политичка слабост на опозицијата, која што немаше, прво е поделена норма и немаше сила да ги покрене овие прашања и да го до некаде спори интегритетот на целокупниот изборен процес. Уште еднаш ќе нагласам, не да ги спори резултатите, веројатно од тој аспект ќе имаме формално избори кои ја одразуваат волјата на граѓаните на денот на гласањето. Не, во тоа може би ќе има некои инциденти, гледаме, бидејќи има тензична кампања, во не се сомневам дека во целина процесите, резултатите од изборите ќе одразуваат таа волја на денот на изборите, но прашање е колку тие избори, односно колку целокупниот процес има интегритет. Прво, во однос на изборниот законник. Изборниот законник кој што го имаме денеска ја одразува ситуацијата во време на пржинските преговори. Че тоа е тогаш пишувани, измените на изборниот законник се пишувани тогаш, и буквално тогаш е само нормирана онаа фактичка ситуација која што постоеше и во собранието, но и надвор од собранието, значи односот на силите. И сите тие почнувајќи од пржинската влада, па продолжувајќи со рекламирањето, колку иде за партии од власта, и тоа наведено 2 партии од власта, 2 партии од опозиција, зашто тогаш таква беше ситуацијата, и тие норми не се правени со намера да траат, туку само да ја легализираат постојната фактичка ситуација. Меѓутоа, од тогаш поминаа многу години и за жал не се собра сила, односно наша политичка волја, таа ситуација се промени преку носење на потполно нов изборен законник, кој што ќе овозможи прво правна сигурност на самите избори и нормално фери демократски избори. Зошто велам правна сигурност? Сега видовме во оваа ситуација со локалните избори што се случи. Значи имавме одлука на Уставниот суд со кој што се укина нормата која предвидуваше за независните листи собират минимум 1% поддршка од гласачите да можат во одредена општина да бидат кандидати, и парламентот не успеа да донесе соодветна норма која што ќе ја замени оваа норма и ќе овозможи правна сигурност за независните кандидати. Зошто тоа се случи? Поради политички калкулации од инат. Најпросто кажано, од инат беше целиот тој процес блокиран. Прво, и калкулација имаше од сите страни. Значи немаше тука никој, немаше чиста страна. Сега на крајот сепак имаше еден предлог, прво тој беше фарса, наместо 1% да биде 0,9, бидејќи тоа значи препораката беше, особено тоа се однесува Скопје и скопските општини, да се направи достапни
кандидатурата да бидат до независните. 1% е навистина висок праг, не е во малите општини, навистина не е, меѓутоа во Скопје и во скопските општини прилично висок праг, па имаше 0,9, па после нешто што беше оценето како релативно фер 0,5%, ама па тоа беше блокирано и мислам дека и предлагачите и тие што блокираа знаеа однапред дека тоа ќе биде блокирано. И имаме оваа ситуација во која што на Државната изборна комисија и се стави улога на законодавец. Се они логицираа, вадеа дека група е минимум 20, значи не еден не може, иако па од римското право група се смета за тројца, но добро, они идеа повеќе од еден е 20, па затоа имаме таа за јавноста наведам чудна одредба зашто 20 треба да дадат поддршка, бидејќи тоа е минималниот број. Затоа што ДИК се стави во улога на законодавец. Тоа предизвикуваше голема несигурност во оние независни кандидатски листи кои што се релативно сериозни играчи во изборниот процес, па тие идеа со регистрирање партија, бидејќи можеше лесно да се случи да имаме ситуација во која не може да се оствари нормата дека независните имаат право да се кандидираат. Од друга страна па, таа ситуација која што се создаде, отвори простор за независни ловци во матно. И сега, ако гледаме ние по број на независни кандидатури, ние немаме повеќе независни кандидатури од 2021, но имаме многу несериозни независни кандидатури, а да ова потраеше уште еден месец, еве гарантирам дека пола Македонија ќе беа независни. Зошто? Заради пари, од лукративни причини. Бидејќи после изборите, колку и 100-200 гласа освоите, ќе добиете по глас пари. Значи, од чисто лукративни причини и добро ќе имаше и, да речеме, екзибиционисти кои што ќе се зафркаваа на некој начин, ќе тестира системот и ќе се кандидира колку да видат. Не е лошо, но го нарушува интегритетот на изборот, бидејќи кога имате безброј кандидати, во таа ситуација правите забуна во главите на гласачите и премногу се фрагментира. Значи добро е да има повеќе играчи, ама па и тоа некоја разумна граница има да не се случуваат фарсични ситуации на крајот во однос на самиот изборен процес. Понатаму го имаме ситуацијата со рекламирањето. И сега тогаш се направи за да биде по-фер помеѓу, бидејќи имаме буквална концентрација на власта во тогашната владеачка гарнитура на чело со Никола Груевски и нивна доминација во медиумите, се воведе ова државното финансирање и стрикна распределба дури на платеното политичко рекламирање. Зошто? Затоа што тогашната власт имаше потполна контрола врз медиумите и они на првиот ден кога ќе го објавиат ценовникот го откупуваат целото време и опозицијата останува. За пари не можеше да добие платено политичко рекламирање. И тогаш тоа беше добро одговор. Меѓутоа, потоа дојдоа онлайн медиумите. Прво дојдоа онлайн медиумите. Тоа е еден аспект, но се појавија и други играчи на политичката сцена. И сега независно од тоа дали ни се допаѓаат политички или не се допаѓаат, ви имате абсурдна ситуација во која што изборниот законник препознава две партии во власта, две партии во опозицијата и партии кои што на последните парламентарни избори освоиле пратеници, но немаат пратеничка група. А што правиме со партии кои освоиле пратеници, формирале пратеничка група во собранието, а не се во рамките на тие две партии во власта и две партии во опозицијата? Мислам, сега, тоа е навистина нефер ситуација. Тоа гледате буквално како изгледа кога нормирате постојна ситуација и потоа наместо да ја промените таа, ние си продолжуваме да функционираме како да ова е 2016 година. Во фактичката ситуација. Најверојатно, затоа што им одговара нели на политичките елити, на Јасно, политичките партии. ама тука се доведуваме во ситуација да кажеме дека не само што има правна сигурност, него и нефер се. Целиот процес е нефер. Пак ќе кажам, фер и демократски не е само на денот на гласањето, туку целиот процес дали фер и демократски, објективно е нефер процесот, бидејќи користејќи една норма која што е потполно анахрона, не одговара на тоа што е сега фактичка ситуација, практично на одредени политички партии им е оневозможено да имаат пристап до дури и до платено политичко рекламирање, да не збориме до она што го финансира државата. Следно е во однос на кампањата. Веќе тоа станува фраза, јас не сакам да повторувам она што често пати се зборува по медиумите, меѓутоа повторно ние имаме кампања за локалните избори која што се личи освен на кампања на локалните избори. Од геополитички теми се отвараат, се дискутира индината на државата во насока на тоа ќе не биде или нема да не биде и така натаму. Зошто? Затоа што политичките партии
користат можноста, Сашо Ордановски тоа го кажа, мобилизација, да ги мобилизираат бидејќи се сите националистички. Сега конечно имаме комплетно националистичка кампања од сите страни и сега тоа предавници и патриоти, ама сега патриоти сите влегуваат во истиот филм и меѓу себе се обвинуваат за предавства. До 2017 барем тогашната опозиција имаше прифатено улогата на предавник и играше дека предавството, нели како што го дефинираше тогашната власт, на крај ќе донесе бенефит за граѓаните. Не сега сите се обвинуваат со тоа кој е патриот, нели патриот по наводници и кој е предавник. Посебно загрижува и ова веќе тоа е до некаде пародија, ама ова е сериозно помеѓу албанските политички партии, каде што кампањата е со такви дискредитации, што нема да ме зачуди да се појават, се надевам, и изолирани инциденти на самиот изборен ден, меѓутоа и после изборите, бидејќи таму кампањата е сватена буквално дека кој ќе победи, тој ќе преживее, кој нема да победи, тој заминува во историјата. И тој тип на таа тензија која што постои помеѓу албанските политички партии дополнително се разгорува, односно се тура масло на огнот од страна на најголемата владеачка партија, која што терца и удира на од албанската владеачка партија во таа кампања, со јасна цел да на гласачите албанци кои кажа без им гласаат, нели по етничка линија, им се каже немојте да гласате за овие, бидејќи овие нема да бидат секако во власта, и гласате за овие другиве ако сакате да имате некаков бенефит. И сега тоа можеби некој ќе каже легитимни изборни стратегии, меѓутоа мислам дека свеста што може да се случи за време на изборите, по изборите, мислам дека тука недостасува. Тоа е малку играње со оган и тоа може да предизвика таков тип на последици кои ќе бидат прилично кои што се несакани. И тука, па ви кажам, не заземам ничија страна, само анализирам што може да добиеме од изборната кампања. И тука би завршил. Јас се надевам само една констатација дека по овие локални избори политичките партии ќе соберат сила да седнат. Тој процес кој започна со таа работна група Министерство за правда за носење на нов изборен законник, ќе се донесе нов изборен законник кој од една страна ќе рефлектира постојната состојба, но и ќе има малку визионерство за тоа како може да се развиваат како може да се развива работите во стварноста и ќе донесеме закони кои што ќе послужи повеќе години и ќе овозможи барем на формално правно ниво интегритет на изборниот процес во неколку изборни циклуси во иднина. Се разбира, не може за векови векова да се донесе за вечност изборен законник, ама барем некое време да потрае за да може да го стабилизира барем од формално правен аспект и да не дојде до вакво префрлање на топката во кое што на крајот Државната изборна комисија која е задолжена по закон да го спроведува изборниот процес применувајќи го законот се најде во ситуација да носи целата одговорност и буквално да изиграва законодавец преку тоа го велиме ние правна гимнастика, односно правна еквилибристика, кај што ќе најдете некое решение кое што е ако ништо друго логично и во духот на нормата, но таа норма не е објективно пропишана во закон така како што треба да биде. Благодарам. Ако можеме да извлечеме некој заклучок дека ниту формално ни правно не можеме да зборуваме за интегритет на изборните процеси, нема ни да ја спомнам довербата која што јас се насочив како прашање во самите изборни процеси и за изборниот законник мислам дека и многу се зборува и секогаш се зборува од завршување на изборите, на еден изборен циклус до почнување на друг изборен циклус и ништо не се менува. Изборната, нели, таа работна група инициирана од Министерството за правда за изборни реформи во 2023 година даде многу препораки, се формираше еден изборен законник кој можеби не беше идеален, но меѓутоа имаше надеж дека ќе биде функционален, кој воопшто не се ни појави пред пратениците во собранието. И за кој што веќе не се зборува, а Министерството за правда во новиот состав со парламентарните избори од 2024 година не ја ни повлекува таа тема, ниту пак дадоа еден убаво срочен одговор зошто воопшто не се продолжува со таа иницијатива или со таа работа како што беше претходно најавена. И за сите овие проблеми и самите го начнавте тоа нема политичка волја.
Џабир, ако може да продолжам со тебе и со политичката волја да тргнеме од тука, па да продолжиме понатаму за таа оценка за интегритетот на изборните процеси. Па добро, политичка волја не може да постои заради тоа што кога за фери демократски избори, заради тоа што кога имате поинаков тип на поинаква природа на изборни процеси од кои излекувате одлична и политичка и финансиска полза, зошто би имале политичка волја да инвестирате во нешто што не ви носи назад некаква корист, како во партиските буџети, така и на ниво на лични, индивидуални профити од политичките системи и изборните процеси. Јас бев на форумот за иднина на демократијата во Вилниус минатата година, отприлика ова време, во ноември ми се чини, каде што исто така зборував за природата на изборните процеси во 21. век. И таму, меѓу другото, бев на ставот и се уште го застапувам тој став дека изборните процеси особено во земјите на Западен Балкан, кои може да се наречат европски пионери во предизвикување на илузија на демократијата кога зборувате за изборни процеси, е се повеќе очигледна и мислам дека добива и се разбира дека има и глобални размери, меѓутоа ако зборуваме за Западен Балкан, мислам дека тука имаме мајстори на илузијата кои од демократските процеси, како што се изборните процеси, всушност прават една манипулација во индустријски размери. Тоа е една индустрија која добро е разработена, во детали, софистицирана, во која се вложуваат многу средства. Сега и особено им помага технолошката револуција, вклучително и на револуцијата на вештачката интелигенција, така што ние во овој момент не можеме да зборуваме за вистински демократски процес, кога зборуваме за изборен процес во Западен Балкан, но и многу пошироко, ако сакате, и во луките на демократијата, каква што е, да речеме, беше поточно Соединетите Американски држави, каде што имате една ситуација во која граѓанките и граѓаните на тоа општество со право на глас се претворени во машини, во топовско месо за политичките кланови кои всушност ги подложуваат на една целосна, многу софистицирана, комплексна, авторитарна и популистичка контрола. Која велам дека популистичка контрола, што се контролира? Се контролира наративот. Во наративот вие ќе внесете и дезинформации, тотални лаги, целосни измислици, меѓутоа можете да внесете и факти на кои ќе им дадете сосема поинаков контекст. Така можете да извадите вести кои се засновани на факти, стари 5, 6, 7 месеци, а некогаш и 5, 6, 7 години, и да ги преджвакате, да ги дайджестирате и да ги пласирате онака во еден многу убедлив манир, во еден наратив кој може жестоко да погоди другата политичка страна, нели, во тој изборен надпревар кој не личи на ништо освен на надпревар на лажни наративи кои меѓусебно се судираат и кои ги доведуваат до целосна заблуда сите што се инволвирани, односно оние што заради кои постојат изборите, а кои се всушност само топовско место, повторно ќе кажам, на политичките кланови и на политичките интереси. Во тој контекст Западниот Балкан, мислам дека исто така може да се каже дека предничи во тоа да го употреби национализмот
жестокиот национализам и националистичката омраза во најефтината инвестиција во една политичка операција, изборна операција или политичка операција со највисок профит. Заради тоа, кога вие сакате да добиете нешто, во случајов власт, а тоа подразбира моќ, контрола и пари, и тука имате ситуација во која едноставно зошто да не го изберете најефтиното средство да го инвестирате во тој изборен процес за да го добиете тоа што сакате да го добиете со највисок профит, а тоа е токму национализмот, односно стравот, поделбите, емоцијата и така натаму. Тоа се сега алатките кои се ставени во едни големи пропагандни машинерии кои одлично функционираат и кои успеваат да го заробат умот, поточно срцата на луѓето, бидејќи се работи за емоции, и на тој начин да предизвикаат состојба во која тие само после тоа само влегуваат и го собираат целиот плен, бидејќи живееме во општества во кои политичката култура е на такво ниво што оној што ја освојува власта има се, оној што ја губи власта губи се, или се подложува на нели условно кажано политичко робство на победникот, а тоа се разбира како подразбира и огромни пари. Пари од оние што го плаќаат данокот и оние што гласаат. Ние имаме ситуација во која изборниот процес е целосно заробен, како од овие комплексни операции на пропагандните машинерии, на политичките и на олигархиските мрежи во земјата и во регионот, но и многу пошироко се разбира. И во тој случај вие имате заробување исто така и на клучните, стратешки важните институции во системот, почнувајќи од Државната изборна комисија, завршувајќи со агенциите и комисиите на државно ниво што се занимаваат со дискриминација, корупција, владење на правото, судскиот, полицискиот и така натаму. Меѓутоа, она што е најважно, клучно во целиот систем се медиумите. Оној што ја контролира, што го контролира наративот, му требаат, се разбира, медиумите за да го дистрибуираат тој наратив. Медиумите се под контрола на олигархиските, односно партиските машинерии, кои ги користат медиумите како возила со кои ја прегазуваат едноставно волјата на гласачите, ја прегазуваат демократската димензија на изборите и ја претвараат во она што го кажав на самиот почеток, илузија на демократија. Сега, нормално, тука не смееме да го испуштиме и факторот на влијанието од авторитарните и тоталитарните центри на моќта. Тие имаат интерес демократијата да доживее една целосна ерозија, каква што ја гледаме и во земјите на Западен Балкан, и претварање на делови од тие земји во прокси држави. Едноставно на тој интерес кој го имаат тие центри, авторитарни центри на моќта на глобално ниво. И една од главните работи, една од главните цели што ја имаат тие е да предизвикаат недоверба кај луѓето. Не им е ним битно, тоа сум го кажал повеќе пати, нели сме го кажали и како организации, теоретичари и практичари го кажуваат тоа постојано. Не им е битно некого тие да убедат во некој факт или вистина. Ним им е најважно да предизвикаат недоверба, да предизвикаат несигурност, да предизвикаат недоверба во институциите, да предизвикаат недоверба во демократските принципи, стандарди, интегритет и така натаму, да предизвикаат недоверба, страв, омраза и кон другите, нели, онаму каде што веќе нема политички опоненти, туку има политички непријатели, тоа што го кажа и Роџер во првиот панел.
Значи, нема веќе опоненти во кои ние имаме дебата, надпревар на аргументи и со подобри политики и практики да се надпреварува. Нема такво нешто. Едноставно, вие имате претварање на она друга страна во политички непријател кој треба да се прегази, да се уништи и се разбира дека тоа им одговара на тие авторитарни или тоталитарни системи или центри на моќта кои водат хибридна војна против демократијата, не само против Европа и Украина или ако сакате, не знам, воени агресии и така натаму. Тие водат хибридна војна за придобивање на срцата и умовите на луѓето во демократските земји. Затоа што на тој начин се остваруваат нивните цели и интереси, не одам во тој дел. Но јавната довербата, тоа е основното нешто што го држи изборниот процес како демократски процес, највисок демократски процес, се уништува на различни начини и тука доаѓате до една целосна пасивизација на гласачкото тело, една од најглавните состојби на умот, што се вели на еден просечен гласач против кој цивил се бори со децении веќе, е тоа зошто да гласам кога и онака сите се исти. И тоа е таа апатија, летаргија која е измешана со низа операции на влијание, како од надвор, така и од внатрешно, од на домашно ниво, од мајсториите и илузијата, и затоа ние имаме многу сериозен пад на интегритетот на самите изборни процеси. Како практичари, веќе беше кажано неколку овде, како практичари и изборни наблюдувачи, само во две реченици, ние бележиме низа недостатоци, за жал, изборниот законник е толку пати прекројуван што дури и Версаче да го направеше како костим немаше на ништо да личи, затоа што 36-7 пати вие да прекроите изборен законник, тоа навистина ќе предизвика сериозни последици по правниот след на нештата. Тоа е едната работа. Втората работа е што изборните процеси веќе целосно ги напуштија сите демократски практики. Од злоупотреба на деца и млади, малолетници во изборни кампањи, завршувајќи со жестоки политички наративи кои немаат никаква врска со природата на изборите. Во случајов локалните избори, го кажа тоа и претходно и Александар и Бесим, едноставно имаме целосно замајување на јавноста, целосно замајување на гласачкото тело и едноставно газење по патеките кои ги прават пропагандните архитекти, а не кои што се занимава со реално креирање политики и практики на локално ниво. Со други зборови, уште еднаш илузија на демократија, за која се разбира, ако имам простор, би сакал да дадам и неколку препораки и јас лично, а и да повторам некои на цивил. Благодарам, Џабир. Изборите се алатка на демократијата, која што во пракса се злоупотребуваат за да на власт дојдат авторитарни режими. И ако ги додадеме националистичките наративи, хибридните закани, дезинформациите и јаката пропаганда која ја нарушува јавната доверба во самите изборни процеси, сепак на денот на гласање, на изборниот ден, ние имаме гласачко тело кое што излегува и сноси одговорност, значи го дава својот глас и со тоа сноси одговорност дали ќе повторно ќе имаме една таква политичка структура на власт или пак ќе гласаме или ќе донесеме одлука за некоја поинаква, на подобро или нели на полошо. И во таа насока, на крајот на денот, кога ќе се пребројат гласовите и откако ќе ги одземеме на гласовите дадени за одредени политички партии, бејќи тие си ги знаат однапред колку им се и што им се, и кога ќе ги изброиме и неважечките ливчиња кои што нели секогаш ги има и не во мал број, тогаш останува многу мал број на гласачи кои што имале сосема поинакви побуди за да излезат на денот на гласање и ние треба да дојдеме до оној момент
дека каде е граѓанската отпорност, каде е демократската отпорност и дали самите гласачи, самите граѓани пред се, бидејќи тие се нели граѓани, се свесни за својата моќ која што имаат и ја поседуваат и одговорноста која што ја носат за окружување на тоа гласачко ливче, независно дали тоа е за локални избори како во сегашниот случај или се работи за парламентарни или претседателски, би се повели. Па мислам, прво констатиравме сите дека има големи недостатоци во тој систем. Системот е всушност некаков затворен систем, е ентрописки систем. Сите системи кои што имаат ентропија, нели, се обидуваат да си најдат и резон детер, зашто функционираат, и да се крепат меѓу себе, да таа енергија што ја имат, ја носат напред. И трансакцијата е најчесто главниот мотив, значи системот е станат целосно трансактивен. И самиот себе си се крепи. За да се функционира и нормално во тој систем им требаат потоа наративи кои што го држат, викањето и дерењето е добар начин да привлечете внимание. Знаете, ако викате и ако зборите, повеќе луѓе ќе ве слушаат, ако зборите тивко и со аргументи, помалку луѓе ќе ве слушаат. Едноставно е така. Сега, ја не мислам дека е тоа конспирација, едноставно е некој резултат на некој природен процес, веројатно и побарува на нашата политичка култура, на нас како општество, на тоа колку сме добро општество, колку сме лошо општество или општества. Нели, има една теорија на конспирација, не сум склон да верувам, но таа вели дека всушност пред 30 на години тутунската индустрија излобирала забрана за реклами на тутунот, за да спречи нови учесници на пазарот на тутун. Така, бидејќи единствен начин да пласирате нов производ, тутун, е да имате право да рекламирате. Ако нема никој право да рекламира, познатите брендови, постоечките брендови, нели, ќе си го делат пазарот. Сега, не знам дали е точно или не е точно ова, затоа веламе теорија на конспирација, меѓутоа факт е дека нема нови видови цигари, јас сум пушач долго години, нема нови видови цигари на пазарот од некаде 90-тите години навак. На сличен начин, ние немаме нови ликови играчи кои што не поминуваат. Има нови луѓе, индивидуи, меѓутоа те мора да поминат низ одредени патешествија и филтри, кои што се или подмладоци на политички партии, или пак да влезат, да се катапултираат во политиката, па од катапултирана позиција да се обидат да играат лево и десно, од кога веќе се дел од системот. Александар рече, може да се злоупотреби. Ја мислам дека е добро да се злоупотреби. Знаете, во Будимпешта, еден од градоначалниците, на 14-тиот дистрикт, ако не се лажаме, председател на партијата, која што се вика партија на куче со две опашки. Он е избран на гласови, значи, минатата година имаше локални избори во Унгарија, он е избран од граѓаните на таа. Сатирични партии се супер за демократијата. Кај нас, ние сме далеку од позиција да имаме сатирични партии. Немаме ни озбилни обиди, а камоли сатирични партии. Ние го користиме тоа трета опција повеќе како онака да ни помине времето, бидејќи сме имале веќе 7 трети опции во овие последни години и сите тие трети опции биле октруирани од родена прва или втора опција. Мислам дека клучот за мене е, сега веројатно тајмингот е лош бидејќи гласаме следната недела, меѓутоа ние треба радикално да го отвориме, можеби системот како локалните политичари ги избираме и тој да го направиме интересен, посебно за овие генерацијата Z, на кој што веќе сте им досадни вака како збориме по овие, тоа го гледаме и нели по начинот на кој што они гледат на цивилното општество, пошто сите сме дел од цивилното општество, да го отвориме тој процес да биде попермеабилен, за да може во него да влегуваат луѓе поради тоа што ги интересира да влегуваат, поради тоа што сакаат да решат одреден проблем или поради тоа што се незадоволни од локалните играчи. Што и да биде тоа. И да овозможиме да дојдеме, знаете, гледав некои статистики, во Хрватска 1/3 од градоначалниците се независни кандидати, во Словачка се 48 или 50%, исто е во Чешка. Ние имаме 1 или 2.
Не мора да дојдеме во ситуација кај што локални иницијативи кои што поаѓаат од граѓанскиот сектор или па не од организираниот дел од граѓанскиот сектор, од револт. Значи, некои од градоначалниците ја почнале или политичарите почнуваат политичка кариера од револт за едно одредено прашање кое што они го доживуваат како неправда, дискриминација и така натаму. Кај нас тие луѓе обично завршуваат она таму каде што објасни господинот Андонов во кабинет и потоа нели завршува револтот или се кооптирани од постоечките структури или пак се разочаруваат па си бараат работа во Германија или во некоја западна европска држава. Значи, тука јас го гледам, веројатно потешко е да направиме радикална промена, бидејќи нели немаме ни сили за тоа. Тука сме кај што сме, пошто сме вакви какви што сме. Да? И тоа мора да го препознаеме. Меѓутоа, мислам дека мора да направиме отвори такви во системот, кои што ќе овозможат, барем за овие од помладата генерација, да поинаку го доживеат емоционално тој процес и веројатно со многу повеќе позитивна енергија од нас да почнуваат да веруваат во тој систем. Индикатор за тоа, отворени листи, отворени листи не се супер метод, ама барем ти го избираш тој што ќе го избереш. Не партискиот лидер или не председателот на огранокот. Може да победи тој што е на 115-то место, не тој што е носител на листата, во отворена листа. Не е идеален начин, меѓутоа такви некои чекори кои што не се и толку тешки за можеби меѓучекори, а кои што ги имат направено патем и земите околу нас. Јас обично се шегувам, велам дека за да нешто се случи кај нас, треба прво во Загреб или во Белград да се случи 5 години или 10 години пред да се случи кај нас. Мислам дека во Загреб некои од овие работи се случуваат, за жал не и во Белград. Така да доза на оптимизам, бидејќи, како рекол Черчил, нема никаква практична корист од песимизмот, меѓутоа и неинформиран оптимизам е наивност. Така да мислам дека треба да бидеме барем практични во таа насока, да отвориме системи за да има нов проток на идеи луѓе, за да не се целосно, барем оваа нова генерација, не го заземе истиот циничен став, кој што ние го имаме како генерација околу целото ова како еден театар. Толку би... Ако сакаме да оставиме еднината на младите, односно оваа нова генерација, на која што би сакале да им понудиме поинаков начин на размислување и инволвирање во политиките на нашата држава, треба да им оставиме некакво искуство. А што всушност ние им оставаме? Какво политичко искуство, кога ние не можеме да смогнеме сили, нема политичка волја за елементарни работи кои што се поврзани не само со изборните процеси, туку и со ред други работи. Професоре? Па добро, јас повеќе пати... Аз сакам да се извинувам да зборувам и нели за тие да бидат таа демократска отпорност, нели, која што ќе ни помогне да се извлечеме од калта во која што се давиме. Добро, повеќе пати во текот на моето излагање, дури сега од која размислував, ги употребив зборовите фарса и пародија, веројатно тоа зборува и за мојот став према актуелните состојби. За жал, да, циници сме, веројатно, мислам неверојатно сигурно поради негативното искуство и меѓутоа има врска да не го пренесеме тој цинизам, сепак треба и да задржиме на здрава доза на скепса и да не шириме па наивен оптимизам. Сега конкретно во однос на отварањето на процесот за влез на нови играчи, тоа е апсолутно битно за демократијата да биде жива. Иако јас традиционално има малку поконзервативен однос во однос на нови играчи и сметам дека за стабилен развој треба да има и стабилен партиски систем, центар-лево, центар-десно, можеби нешто подесно и полево како споредни играчи и дека таква една комбинација барем до пред некое време беше гаранција за постабилен демократски развој, меѓутоа точно е, младите луѓе едноставно не ги интересира таквиот систем и таквиот тип на стабилност, така што тој мој условно кажано конзервативизам е навистина веќе анахрон, не е само конзервативизам, тука е анахрон во ставовите.
И сега треба да размислуваме конкретно кога кои промени треба да се направат и каде може да влезат нови играчи. Бесим добро кажа, најмногу нови играчи може да влезат на локално ниво. Меѓутоа, за да овозможиме влез на нови играчи на локално ниво, не е потребно само да направиме реформи на изборното законодавство, но се нов изборен закон кој што ќе рефлектира сега ова не само состојбата, туку и желбата, тенденцијата, значи политиката ќе ја рефлектира, односно политиката како полиси ќе ја рефлектира, туку ние треба да го завршиме процесот на децентрализација. Зошто? Затоа што незавршениот процес на децентрализација, особено незавршениот процес на финансиската децентрализација на големите партии, и тоа го видовме и тоа го гледаме и сега во кампањата и претходно 2017, па кога дојде до промена на власта, па веднаш потоа имаше локални избори, им дава можност да праќаат порака единство меѓу централната и локалната власт, ако сакате вашата општина да биде успешна. И дали е тоа лага? Не е лага, тоа е вистина. Ако немате единство меѓу централната и локалната власт, најдобар човек да имате за градоначалник, тој многу малку ќе може да реализира поради зависноста, незавршениот процес на децентрализација. Тој кај нас процес објективно престана. Никој веќе не зборува за тој процес. Мислам, дојдовме до еден момент и кога дојде фискалната децентрализација и финансиската самоодрживост на општините, ние се соочивме во ситуација каде што голем број од општините ја молеа централната власт да им ги исплати долговите. Тоа во неколку наврати во минатото се случи и на тој начин па централната власт, која и да е централна власт, на некој начин ги затвори устите на општините и тој процес затоа не може да се одвива. Така што ако сакаме вистина на локалните избори ваква да има 50% да бидат независни, 2/3 не бидат независни, мора да има и некаква одрживост на тие општини. И тоа како во однос на ингеренциите, така и во однос на финансирањето на тие ингеренции. И последно ова што ме прашавте во однос на младите, интересот за учество на изборите, што и да направите, не може радикално да се промени, меѓутоа да се потрудиме па радикално да не се намали. Радикално да се зголеми, радикално да не се намали, бидејќи ако падне излезноста под некој процент, тогаш веќе имаме проблем со тоа колку е легитимен. Тој може формално правно да биде законит изборен процес, но колку е тој легитимен изборен процес. Иако ако гледате во однос на партиципативноста кај нас, која не е резултат на некоја висока демократска свест, туку повеќе на партиската мобилизација, ние имаме се уште добра излезност на изборите, особено имајќи предвид дека избирачкиот список не ја одразува фактичката ситуација. Не викам дека е незаконит, тој е законит избирачкиот список, меѓутоа ние имаме многу луѓе кои што се одселени од државата, немаат одјавено живеалиште во државата и се уште имаат право да фигурираат на избирачкиот список. Зошто не е одјавено? Тоа треба или тоа е законска врска сами да го правите, или треба да го прави Министерството на внатрешни работи. Меѓутоа во таква една ситуација, ако кој било министр да се обиде овие луѓе да ги одјави и да им остане само државјанството, ќе не е проблем, револуција ќе предизвика. Затоа што на тие луѓе ќе им се случат многу практични проблеми, бидејќи добар дел од нив имаат и имот, а второ тоа може да предизвика богами етнички тензии кај нас, бидејќи емиграцијата, нели, целиот систем кај нас функционира на проценти и може да доведе до некои дисбаланси во кои што таа тема која е административно прашање на крај ќе се злоупотреби во етнички. Гледајте го само целата дебата околу пописот и резидентно нерезидентно население. Сметате дека тоа истото може да се префрли во однос на избирачкиот список. Тоа е многу подобро да не се чепка и да се Не е подобро да не се чепка. Така делува, затоа што никој на пример не го поставува како прашање, не треба да се чепне на правилен начин, не на лош. Да не се употреби тоа како атомска бомба. Може да се употреби, нели, под превезот на легално, легитимно, може на крај да има ефект на атомска бомба, да го урнете цел систем. Тој така фрагилен. За сега подобро е да не се по-скромни чекори. По-скромни чекори, меѓутоа и тоа прашање во еден момент ќе мора да се реши. Ние имаме повеќе избирачи од колку жители. Мислам, така. Тоа е ситуацијата и бројот на жители е прашање дали е тој кој што е, затоа што имаме луѓе кои 6 месеци се надвор, 6 месеци се во државата и сега кажат сосема легитимно во услови глобализација, мобилност и така натаму. И не викам дека е нелегитимно, меѓутоа прашањето е
како тие луѓе живеат 6 месеци тука, 6 месеци надвор, 6 месеци економската активност им е надвор и тука само ги носат парите, евентуално само ги ама тука не се економски активни. Така што од аспект на социоекономскиот развој тие луѓе освен што трошат пари, немаат никаква додадена вредност. Не даваат додадена вредност во однос на системот, ама веќе тоа е друга дискусија. Тука се поставува, Џабир, ќе продолжам со тебе, благодарам професоре, и колку нашите гласачи се едуцирани, колку се запознаени со нивните права и колку всушност тие се злоупотребуваат во изборниот во изборниот процес. Кога ќе дојде до тоа тие да го дадат својот глас и тие да одлучуваат. Добро, јас мислам дека поважно прашање од тоа дали гласачите се едуцирани или не е каква политичка култура имаат гласачите, односно општеството. И тука повторно ќе се вратам кај илузионистите кои во тие изборни операции влегуваат со многу прецизни вештини, со одлично разработени стратегии и со одлично разработени алатки кои функционираат добро, безпрекорно. И во таа смисла, кога ќе погледнете на изборниот процес, иако тоа изгледа хаотично, неорганизирано, адхок и така натаму, всушност треба да знаете дека илузионистот во циркусот кој сака да предизвика впечаток дека некого пробудува, ако нема многу сериозни вештини да направи илузија од тоа што го прави, од својата точка, може и да повреди некого смртоносно или самиот себе се повреди. Заради тоа би сакал да кажам дека во изборните процеси, колку и да изгледаат хаотични пропагандните активности на учесниците во изборната трка, всушност ништо не е случајно. Во таа смисла сакам да спомнам, да направам една поента во врска со независните кандидати. Не сите кандидати се вистински независни. Тие само се декларираат како независни. Тие се дел од еден мозаик кој го гради поголема политичко-финансиско олигархиска машинерија која исто така има силна шепа или контрола врз медиумскиот пейсаж во општеството. И кога вие имате информација какви се вашите права, од друга страна имате една ваков конгломерат кој има во себе многу компоненти, кои се софистицирани, скапи, добри, можат да убедат практично секого. Вашата информација кои се вашите права е целосно нерелевантна всушност. Ќе ви дадам еден пример во еден од изборните процеси, баш спроти цивил, на тротоарчето беше седнат еден човек во многу стара облека, брадосан малку, и само единствено нешто што имаше ново светнато беше едно капче со символ на политичка партија. Се наоѓаме непосредно пред ден на избори, заради тоа сум внимателен со потенцирање на или спомнување на партиски на имиња на партии или кандидати. Се едно капчето свети на него и имаше во рацете две половини од леб. Во едната рака имаше половина леб, во другата рака имаше половина леб. Што го купил од блискиот супермаркет и јадеше од двете парчиња леб, јадеше подеднакво, како да јаде леб и сирење или нешто такво. И седнав со него, разговарав, седнав на тротоарчето, баш таму близина на цивил, и дојдовме до муабетот дека добил 500 денари за гласање. И јас му викам, зашто тие 500 денари се всушност твои? Тебе ти припаѓаат. Не треба да ги примиш. Прво, не треба да ги примиш, а второ, не треба да знаеш дека тоа е недозволено. Знаеш, и не треба за 500 денари да го дадеш својот глас, бидејќи тоа е многу важна работа. Ми вели, брат, јас овие 500 денара ќе купам цела недела леп и млеко
Дај ми ги ти, вика, нема да ги земам овие 500 денара. И толку е. Со други зборови, тој ги знае своите права, знае зашто е дојден. Точно знаеше што му зборувам јас, дека тоа се негови пари, дека не му припаѓаат, ако нема работа според устав, закон, социјална држава и така натаму, треба да добие социјална помош, кој ќе остари треба да добие добра пензија и треба да добие достоинствена пензија, за да не мора некоја си влада да прогласи вторник и петок бесплатни за пензионери, туку да има пари самиот да се качи во тие автобуси, кои впрочем ги нема. ниту за нашите колешки и колеги кои живеат подалеку од центар. Гласачките права се многу важна работа. Државна изборна комисија по закон има обврска да спроведе сеопфатна кампања за правото на глас, дури и за техничките аспекти на ова. Тука помагаат странските организации и фондации, ги знаеме, и даваат и техничка и финансиска помош и сето тоа, и луѓето ги гледаат тие работи. Што ако ги гледаат? Што ако ги знаат своите права? Кога партизацијата на системот е толку агресивна и кога илузијата на демократија во изборните процеси е веќе толку добро изрежирана, толку е добро вткаена во општествениот дискурс, што на некој начин не вреди што тие ги знаат своите права. Од друга страна, иако мислиме дека младата генерација или Gen Z не гледа или не ја интересира тоа што ние правиме, односно тоа што ние упропастуваме нашата генерација, всушност Gen Z покажува дека знае многу добро што се случува. И тие кајда ќе ги земат работите во своји раце. И тоа го гледаме сега во низа недемократски, авторитарни или полудемократски држави, почнувајќи од далечниот исток, па и во Мароко и така натаму, како Gen Z всушност ги потресе од корен тие општества и дури соочени со крајно милитаризирана полиција која пука во живо место со боева муниција, не ги сопре во нивните барања за поинаков, подостоинствен живот, за социјална правда, за транспарентност. Преку глава е на Gen Z, име на Gen Z, од корупцијата која е вткаена во буквално секоја пора на општеството. Ние овде разговараме за Државна комисија за спречување на корупцијата која не знам колку пари и колку години потроши на правење табели со службени возила и регистрации на тие службени возила, колку суштински. Боже мој, не знам колку пари потрошија. Не знам колку време потрошија по ТВ екраните. Еден посериозен случај не решија. Ниту го покренаа, ниту пак кога им беше ставен на таста го зедоа во раце. И ова не се однесува само на ДКС, тоа се однесува на антидискриминацијска комисија, која буквално служи како штит во заштита на оние кои спроведуваат системска дискриминација. И ние имаме ситуација во која треба да знаеме дека младите во еден момент ќе речете па достави беше. Ама нема да трепнат воопшто и ќе почнат да го рушат системот. Дали ќе направат подобар од нашиот? Не знам, ама тоа ќе се случи. За да можеме да го спречиме тоа целосно разурнување и воопшто крахирање и на системот овде и на општеството воопшто, ние мораме да работиме на неколку јасни програмски задачи. И секој да си ја земе, да си ја преземе одговорноста посериозно, почесно. Нам ни требаат посветени и честни граѓански наблюдувачи. ОДИХР врши добра работа, да, окей. И други странски мисии за наблюдување.
Меѓутоа, граѓанското наблюдување на ниво, на локално ниво е многу важно, тоа е суштински важно. Тоа е првата и вистинската брана од изборните манипулации. Ни требаат такви, а видовме како си поминаа нашите колешки и колеги кои се занимаваа со регистрирање на граѓанските наблюдувачи на цивил. Постојано се усложнува процедурата за тоа како се регистрираат наблюдувачите. Вие тука удирате на ситни административни закачки кои после тоа го оневозможуваат вистинското наблюдување. Имаме луѓе кои се откажуваат поради новите мерки за регистрирање, за акредитирање на наблюдувачите. Заради тоа што некој таму седнал, смислил начин како да го намали, како да ја намали острицата на граѓанското наблюдување. Треба да бараме транспарентност. Колку и да се вешти институциите и политичките мафијаши во нашата земја, мораме постојано, безкомпромисно, упорно, без повлекување, да бараме транспарентност. Постојано. Има закони кои ни овозможуваат да добиеме повеќе транспарентност. Се откажуваме многу често, и новинарките и новинарите се откажуваат многу често од своите стории. Зошто? Заради тоа што институциите не ги почитуваат законите. Но јас велам вака. Треба да се поставуваат прашањата постојано. Постојано до момент кога ќе добиете одговор. Ако добиете незадоволителен одговор, постојано продолжете понатаму да ги поставувате прашањата. Додека не добиете задоволителен одговор. Ако и тоа не се случи, во целиот процес пишувајте, објавувајте и изборувајте за тоа дека поставувате прашања, а не ви ги одговараат. Знам дека живееме во време кое се вика post-shame society, или време во кое нема срам, кога надминате срамот веќе во општествата, сегде во светот. Но, она постојано барање на некој начин ќе предизвика реакција. Тоа е втората работа што треба да се направи, и исто така да се работи на дигитална писменост. Луѓето се навистина подложени на многу софистицирани, одлични начини на дигитална манипулација и операции на влијание. И тука мораме безкомпромисно да се зафатиме со работа деноноќна за да направиме дигитална писменост, да предизвикаме дигитална писменост. А оние што ги имаат парите, зборувам за донаторите, зборувам за институциите кои се занимаваат со развој на демократијата во Европа, треба да направат барем малку повеќе напор да им помогнат на слободните медиуми, на вистински слободните, независните, посветените медиуми, на оние што вистински се занимаваат со истражувачко новинарство, а не со рекетарско новинарство. Ние мораме тоа да го побараме од нив, заради тоа што ако денеска падне демократијата во македонското општество или во балканските општества, многу лесно тоа што ќе ни се случува нам, бидејќи живееме во време на каде што многу лесно се надминуваат државните граници токму во оваа сфера, во пропагандата, во хибридните закани. Од Скопје до Берлин делови од секунди се потребни за да имате експлозија од сеење страв, дезинформации и поларизација. Делови од секунди се потребни. Технологијата е таму каде што и таму каде што ние работиме, меѓутоа технологијата е и таму каде што работат архитектите на злото или архитектите на антидемократијата или тоталитаризмот. Тоа се моите препораки. Да, таму ќе одев и во таа насока, ама беше побрзо од мене. Транспарентност, отчетност и истрајност. Постојано се прашува и да се бара одговор за истите прашања, и генерација која идва и чекаме да каже веќе доста е.
не може веќе понатаму вака да продолжиме и Не биде некој многу што целата таа нетрпелива, не приказна- биде многу нетрпелива затоа што не знаеме точно што они ќе стават на маса после тоа како систем. Не биде сигурно. Сето тоа подкрепено со слободни медиуми кои што навистина ќе оградат критичкото Се мислење. разбира. Писем, професор, кои се вашите завршни зборови, заклучоци, меѓутоа и на дополнување некои други решенија, како да излеземе од оваа лимбо и да речеме... Се согласуваат со мене. Некоја наредна средба, навистина да зборуваме за интегритет на изборните процеси и дека сме ние едно демократски отпорно општество. Може многу препораки сега конкретни да се кажат, меѓутоа мислам дека и природата на овој панел и на конференцијата е друга. Една само препорака, тоа е дека ако сакаме да го задржиме интегритетот на изборниот процес, време е, колку и да звучи као фраза, барем малку да се надминат политичките партии и тесно партиските интереси и да создадат, ако ништо друго, барем една законодавна рамка која што ќе гарантира, односно барем формално правно ќе гарантира фер, демократски, слободни избори. Се разбира, многу ќе биде важно како тоа ќе се спроведува во стварноста, бидејќи гледаме кај нас колку дискрепанција има помеѓу декларираното и нормираното и она што како се спроведува и особено кои последици ги предизвикува во стварноста. Меѓутоа, па без тоа ние не можеме да очекуваме дека ќе имаме изборен процес со демократски интегритет. И тоа е нужно, ја не велам дека е доволно, јас за тоа зборував и затоа и во таа насока се однесува препораката, бидејќи може многу лесно да дојдеме во ситуација кога луѓето ќе престанат да веруваат во изборите и кога изборите ќе станат фарса. Не сме во таа ситуација, но мораме да гледаме малку понапред и мајки го во предвид дека се зборуваше за генерација Z и така натаму, сите тенденции кои што постојат, барем да се обидеме да спречиме цинизмот да превлада и целиот демократски процес кој почнува и завршува со изборите да се претвори во фарса, бидејќи потоа поправањето на штетите ќе ни одземе и многу повеќе време и многу повеќе ресурси. Писем? Па во таа насока мислам дека треба да дојдеме во ситуација каде во која општеството ја произведува политиката, бидејќи сега имаме ситуација во која што политиката, односно политичките партии им прават инженеринг на општеството. Идејата на политички партии е тие да го представуваат општеството, не да го произведуваат. И бидејќи цело дека го произведуваат, ќе бидеме ваму кај што сме. Мислам дека е добро на ниво на визија, пошто многу е тешко, ние сите имаме свое мислење и секое мислење има некоја нијанса, некој баш не се согласуваме. Тешко е да се усогласуваат мислења, меѓутоа мислам дека на ниво на визија може да се усогласуваме. А тоа е какво општество сакаме да бидеме ние. Бидејќи ако се усогласиш на ниво на визија, после тоа ќе најдеш начини тоа да го артикулираш и да го комуницираш. Сакаме во општество во кое што тој што те представува, кој да е тој од било која партија, и релевантно треба да биде која е партијата, ќе ти служи тебе барем 20, 30, 40% од времето, наместо себе си или на својата партија. И општество во кое што не се ние, јас дојдов понеделник во Скопје, значи во понеделник сите маси на сите астали се збори за тоа кој ќе победи на избори. Исто така бе во Приштина има избори во недела, многу помалку во Приштина се збори за тоа кој ќе победи на избори. Ова, значи политичките партии со дневно политички теми го доминираат ова општество. Че луѓето зборат во соседните земји за тоа или каква инвестиција имат во мало предпријатие, на некои теми кои што се многу поблиски до нивните животи. Ние сме обседнати со политичкиот процес, партиите тоа го прават. Јас се согласувам, европските, најпрофи институциите во Македонија се политичките партии. Значи, институциите не функционираат, меѓутоа политичките партии се појаки од некои политички партии во
собствената организациона структура, па ако сакате и во човечки потенцијал, тоа се озбилни професионалци кои што работат во политичките партии и ништо не им промакнува. Значи тука мора да бидеме апсолутно се согласувам со тоа што го кажа Џабир. Значи ние мора тој потенцијал да го извлечеме од политичките партии, да го ставиме онаму каде што треба стварно да биде. Тоа би кажа. Улога на општеството. Џабир, за крај, ако сакаш уште некоја препорака, заклучок. Јас само сакам на нашата публика да и укажам на тоа дека Цивил како организација основа од 99 година, значи минатиот милениум, и во која веќе постои 26 години, најмногу својот успех го должи на довербата од граѓанките и граѓаните. Би сакал да заблагодарам на сите што секојдневно пишуваат пораки и во своите пораки внесуваат точни податоци, фотографии и раскажуваат што им се случува на локално ниво, дека тоа е голема помош за нас во ова време во кое демократијата е навистина во криза, не само кај нас, туку воопшто во светот, и дека единствено можеме да ја вратиме демократијата назад со активно учество на секој граѓанин, односно граѓанка во политичките, општествените и се разбира актуелно и изборните процеси. Благодарам, Џабир. Јас се приклучувам кон таа благодарност до сите граѓанки и граѓани кои што имаат довербата во нас како организација и нормално дека ние ќе продолжиме и понатаму да работиме и да не само да ја оправдаме, туку и да ја надоградиме таа доверба која што ја имаме. Благодарност Бесим, благодарност професоре за вашето одвоено време и за учеството, за соочување со предизвиците кои што ги носат изборните процеси, меѓутоа и благодарност за понудените можни решенија како да се извлечеме од оваа криза наречена изборни процеси. Благодарам.